За да работава кој ќе дискутираме понатака, не остане недоречена и некој не обвини дека говориме на памет, донесов стотина страни документи кои говорат за работењето на Социјалдемократскиот сојуз како тогашна владеачка каста, што фактички работела со собствените, со македонските неистомисленици. Еве, сакам да ви ги предочам вас. Овде има доста материјал кој е доста интересен. Јас 8 години бев член на Комисијата за надзор и контрола на ДБК. Со законот ме врзуваше 5 години да молчам, но после 5 години, пошто овие работи кои се овде пред мене, сега ќе ви ги предадам вас, се веќе многу пати обелоденети и во матичната комисија и од парламентарната говорница, сакам да ги видите вие. Па што ќе излезе од сето ова, мислам дека јавноста треба да биде запознаена, иако се работи за едно минато време, сметам дека младите генерации треба да знаат со кого имале работа, низ кои премрежа поминувавме и како е стигнато до формирање на македонската држава како најбитен сегмент кој не беше и крајна цел на ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија. Овие досиеа се полни и со податоци, и со фотографии, и со значени луѓе, и со, колку што можам еве на брзина да прелистам, и со детални разговори телефонски. Да. Така, бидејќи една од првите работи кои што излегува на виделина, а дека се вмешани тајни служби кои што се дел од државните органи, беше сината птица. Може ли тоа да го кажеме како почеток на Како зародиш? Да. Како зародиш на една подолгорочна акција за следење на македонските патриоти, па мислам дека таа работа датира и пред Сина птица. Сина птица може беше главната увертира на сето на работа. Значи, таа иницијална каписла и од тогаш почна, значи, обработката на сите они членови на ВМРО-ДПМНЕ кои покажуваа малце повеќе храброст, а они го крсте како македонски екстремизам, па и врховизам, па и национализам, па и рушење на уставниот поредок, што апсолутно не се сложувам, но мора некој образложение да најдат, за да може да покренат оперативни акции против сите тие луѓе кои се овде наведени, меѓу кои сум и јас во оперативната акција Павароти, како подгрупа, како подакција, оперативна акција Автомобил. Тоа се работи за атентатот на Киро Глигоров, но тука има многу други работи кои се исто така интересни. Значи, периодот на формирањето, сметам дека и убеден сум дека со формирањето на ВМРО-ДПМНЕ веќе службите македонските и тогашните југословенски служби веќе беа инфилтрирани во ВМРО-ДПМНЕ. Тоа најодговорно го тврдам. Ова само беше еден логичен продолжеток на работењето на тие служби и ставање под капа на ВМРО-ДПМНЕ и диктирање на она што ќе значи политичка агенда на ВМРО-ДПМНЕ. Што беше целта со Паун? Па, Постои некој размислување дека фактички со Паун би требало да се даде една терористичка нота на ВМРО-ДПМНЕ, која што би ги одвратила граѓаните да и дадат подршка на ВМРО-ДПМНЕ, гледајќи и, да речем и дека биле изненадени оние членови на дотогашниот систем од успехот на една партија со така национално со национален презнак. Не национален презнак, него ние бевме стварно национална партија со сите атрибути. Мислам, тука да се нема сомнеш. Требаше ли тоа фактички да ви ги разниша корените? Па, првото излегување беше после атентатот на покојниот министер за надворешни работи, синот на бившиот функционер во социјалистичка Македонија, Стево Црвенковски. Дека видени се двајца во црни мантели, со бради, така натака и така натака. Тој кажа на парламентарната говорница, ние бевме отсутни тогаш од парламентот, 94-98 се повлековме, може би таа е најголемата наша грешка, кај што им дозволивме простор да направат каша попара, буквално аршум СДС, да исприватизираат, да оплячкат све што може. Значи, веднаш асоцираше некои сомнителни типови, да ме како носиш брада си ВМРО-вец и мислам многу бледо, многу глупаво изведено, многу наивно кажано, Бог да го прости, за починатите све најдобро, но сметам дека намерно беше фрлена мамката да се фати народемек, еве ВМРО тоа го направил и веднаш почна акцијата Автомобил.
Видете кои се подписници тама, кои се наредодатели. Тоа беа ортодоксни непријатели на ВМРО. Тама и по еден од подписниците како прв човек на ДБК Добре Величковски, веќе покоен, Бог да го прости. Човек иначе беше еден од главните носители на разузнавањето не само во Македонија за време на ЈНА и на таа Скопска армиска област до сегаш и до Приштина. Значи, добро подкован, искусен човек кој имаше задача на некој начин да влезе во редовите, а веќе беа влезени од страна да ги разбијат скроз редовите на ВМРО ДПМН и она што беше наша заложба, че говорам за периодот и во Сина птица се они вмешани, максимално. Така. Значи, ако велиме дека почна од почеток следењето, па иницијална каписла, кај што веќе тргна поинтензивно и продолжуваше со операција Автомобил, по операција Павароти, па имате други операции овде, оперативни акции, се извинувам. Значи, тоа траеше во континуитет еден подолг временски период. И сите овие тогаш во службите беа на некој начин предпоставам дека луѓе кои едноставно не беа задоени со македонскиот патриотизам. Ако ги видите само етимолошки корењата на псевдонимите, тие гледате дека сите се со подсмев. Зашто јас Паун, зашто Љупче Мона Лиза, зашто не знам други под други псевдоними, но сите тие некако се водат како омаловажувачки, знаете, да те деградираат како човек едноставно. Било следено и седиштето на ВМРО ДПМН. Да, темел. Така, што можело да мислам Како може го да се следеле? како може да се Еве следи се ќе ви едно кажам седиште на политичка партија? Многу едноставно, значи Легитимна политичка партија која што да, има регистрирана мнозинство во Република Македонија, работеше пратеници 38, имаше 39. Карши нас случајно хотел турист. Една од собите беше нонстоп под јурисдикција на ДБК. Тука беа поставени, значи под втора или четврта управа, се точно не знам. Мислам дека втора управа беше за следење, четврта е за нешто друго. Значи, од тука се снима сите што влегува, од тука се прислушкува, со тие огромни микрофони ги имате, гледам по филмоите, веќе постојат многу пософистицирани работи, но од тука дење ноќе сме ние следени, обработувани. И во самиот материјал ќе видите дека, конкретно за мене ако говорам, Паун излегол со тој и тој во толку и толку часот, го следиме по таа маршрута, улица таа и таа, излегол со Лејди, Лејди е доста димовска, Бог да прости. Излезе со, не знам, со други луѓе тама, излегува сите под псевдоними. Мислам, ние кои бевме носители на некој начин на ВМРО ДПМН, затоа што ја бе председател на комитет на ВМРО ДПМН во општина Чаир, која тогаш броеше преку 100.000 жители. Беше една огромна бројка. Тука гледам и цели разговори снимени по телефон. Се што можеше да се употреби во ВМРО ДПМН, све е снимано. После тоа ги може да прочитате дека доста од материјалите се уништени, од овие пишани материјали, значи овие се снимени, па се симнати, се искуцани, доставени се до министер, до началник, до заменик началник, до тој што го дава предлогот, дадени се сегде, се уништувани, но они се меѓувремено микрофилмувани и трнати настрана. Некој завршија во приватни архиви, предпоставам затоа што и моето досие, мене овде ме има во досието на Филип Петровски, кај што половина пишува за него, пола за мене, а кога го барав моето лично досие ми рекол дека не постои. Значи званично го побарав ја 99-та, кога донесоме законот за отварање досиета, затоа што каскавме за бившите социјалистички земји, кои тоа прашање го има веќе разрешено. Така. Се загледа во документите дури Како, гледајте ги, има многу интересни податоци има. Тоа може да ви одземе и 2-3 дена и ги прочитате, затоа што стварно се интересни и да го видите принципот на работа. Принципот на работа информација во врска со митинг на плоштадот Македонија во Скопје под мотото. За која година се работи? Стоп на економското и социјалното и државното пропаѓање. Мислам дека во Битола дека се одржува. Не, во Скопје. Во Скопје веројатно е таа 97-ма. Тоа е еден од најголемите митинзи кои ги има ВМРО ДПМН направено. Да, па нормално да не следат и да бидеме предмет на обработка. Тоа е ништо чудно, значи секоја активност на ВМРО, па и помало, ова беше голем митинг, мислам дека правевме некои пресмети тогаш, што би рекли србите овлаш,
па би рекло дека имало 45, можда и 50.000 луѓе, пошто беа фатени буквално сите улици. И се гледаше веќе падот на Социјалдемократскиот сојуз и подемот на ВМРО ДПМН. Тоа е значи негде година дена можеби пред изборите.